Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерва чест и задоволство ми е да ја представам Јелена Жугич, повторно гостин во студиото. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер Јанко и добро вечер на твоите гледачи на Јаде Бурек. Сакам да ти честитам најпрво 20 години постоење на емисијата. Се обидував да се сетам која друга емисија има континуитет од 20 години. Мислам дека нема такво нешто во етерот. На вистина, познавајќи колку е тешка оваа работа, е за големи честитки човек да се одржи во етер во сите времиња, 20 години, секоја чест и посакувам уште 20. Џабе ти се овие комплименти што ми ги даеш, нема да јам милост према тебе. Не, добро борете. Ти благодарам за тоа. Те поканив пред неколку години, разговаравме, имавме многу убав разговор. Тогаш беше директор на театар Комедија. Така. И можам да кажам дека вриштевте од проекти. Мислам дека у неделата имавте 5 различни представи, ако не се лажам. И ја паметам најзабавна ми беше стюардесите. Тоа беше првиот наш голем хит. И стварно прв голем хит и не верував дека такво нешто може да се, дека нешто ќе биде интересно за публиката и неверојатно ми е колку брзо тоа пропадна. Па, замисли мене колку ми е неверојатно. Сега добро во условиве на пандемија, веројатно ќе ја чепнеме малку и таа тема околу културата и црната дупка што се случува, меѓутоа пред пандемијата онај што го одржаше тој театарот како јас бев сменета, беа моите продукции. Значи беа и тие стюардеси, полнеа сали, вардарски пастови, полнеа сали и така од прилика тука некаде завршува представата. И што е многу лицемерно да речам ете за таа вардарски пастови, јас тогаш и го запознав во етерот првиот министер за култура на СДС, господинот Аладјозовски, го запознав преку неговиот исцрпен осврт за колку е тоа фуј билјаки, нема да одам потаму во вокабуларот, за вардарски пастови, колку е тоа дно, колку е тоа петпарачки, кој е тој театар што прави такви представи. Таа представа беше наменета по повод 8 март, денот на жените. За кога дојдоа на власт да прочитам дека на театар Комедија му е одобрено меѓународно гостување во Австралија, значи представување пред нашата диаспора. Театар Комедија е национална установа, токму со вардарски пастови, одобрено, подпишано од истиот човек. Тука ќе го затворам муабетот. Зашо го затвораш муабетот? Па, да затворам ја тука ќе ја затворам емисијата. Мислам, еве еден еклатантен пример за театар Комедија на вистина одлично тргна. Не е лесно да се вака од оваа дистанца си велам Јелена како тоа, веројатно некоја малку и со Божја помош, со многу љубов, со многу работа да се оформи цел еден тим. Значи театарот е комплексен, не е само актерите, има техника, има администрација, има сценско помошен персонал, тоа се многу сектори. Не ме интересира, беа добри представи и забавни. Беа гледани, театар Комедија се бараше карта повеќе, театар Комедија беше профитабилен театар, имено за вардарски пастови. Представата не е направена со финансии од Министерство за култура, него од сопствена сметка. Па тука ете тој истиот Аладјозовски ме подбра на татко Илија театарот, толку знае за културата, сопствена сметка, значи сметка на театарот од продадени билети, а не финансии од Министерство за култура. Значи, доказ дека театарот кога добро се менаџира, кога имаш добар тим, добри актери, викаш добри режисери, правиш добар каст, поставуваш добри текстови, театарот е профитабилен. Направивте нешто тогаш, и тука ќе завршиме, ќе продолжиме подоцна, направивте нешто што јас постојано сум ја критикувал вашата фела и театарот во Македонија, дека живеете само како паразити од државни пари. Го направи она што јас викам, зошто не можете да поставите представа да се ставите на пазар како што е британскиот театар, најголемите актери. Никогаш од државата ништо не добиле, а со години однапред се продаваат представи. Вие со театар Комедија го направивте прво тоа. По 3 месеци однапред се резервираа карти. Не знам колку гледачите знаат, меѓутоа за да може тоа да се направи, треба со многу труд и љубов и внимание да се фиксира репертоарот. Значи да нема никакви измени, оти веќе картите одат во продажба, а морам да напоменам дека како го преземавме со одлука на влада, ни го даде објектот во строгиот центар, старите бараки на МНТ, кога се преселија во новиот театар, веднаш ни ги вселија и албанскиот театар и турскиот театар.
И е многу комплексно три театри да се договараат, да менаџираат термини за проби, термини за премиери, термини за репертоар. Значи, на вистина успевавме, кога ќе се договориме, сите тројца директори да се држиме до договорот и ние функциониравме фантастично. Многу ми е жал што не го видовме ни остварувањето на планот и тоа е голема критика до бившото ВМРО. Требаше да го направи тој театар едно да се заврши, затоа што беше јасно дека оваа власт нема ни да закова шајка таму. Приоритет имаше Јанко Драмски театар, мојот матичен театар, каде што сум јас се вратив, нели, како добив отказно решение за директор. Гледам, многу е убав Драмски сега е Сакам да направен. кажам, ВМРО, нели, паднавме од власт во моментот кога, значи, проектот беше готов и буквално беше прашање на денови, на недели, да не речам, да се старта со изградба на Драмски. Драмски беше приоритет, а театар комедија веќе имавме неколку средби со тогашното Министерство за култура. Влеговме во припрема на проектот како би изгледал театар комедија. Не само што се застана, него не знам колку си во тек, имаше збиднување пред некој месец. Зашо да бидам у тек? Твоите колеги од Драмски театар се занимаваа со шарена револуција. Они беа најсреќни зашто престана тој проект. Токму и така. Драмски театар остана автентичен. Па уживајте сега, луѓе. Сакав да кажам дека зашо да ламентирам над нивната судбина и вашата судбина. Смена на директорот на театар комедија, не знам тоа дали си во тек. Не. Значи, по налог на Министерката за култура, сега јас ја разбирам презумцијата на невиност, меѓутоа недостасуваат околу по финансова инспекција 10 милиони денари за една година. И директорот го сменија и јас не гледам дека нешто многу јавноста зборува за тоа. Јас се извинувам заради мојата неинформираност, дегутантно ми е затоа што видов дека кога дојде промена на власта, културата отиде низ канализација. Све беше. Како и секогаш, кога се СДС на власт. Јас морам да го кажам тоа, значи за мене се они неработници, јас сум била актер и во времето пред да владее ВМРО и точно се сеќавам дека кога нивни ешалони биле раководители на театрите, ако сме добивале, еве импровизирам, пари од Министерство за култура за 5 проекти, ние сме сработувале 2 и сме ги враќале останатите пари назад. За разлика од нив, јас ќе добијам пари за 3 проекти и уште 2 ќе направам од собствена сметка. Океј. Јас само уште ова ќе го спомнам и те молам не ми одговари затоа што гледам као буре баруци на темава, ќе ти дам во вториот. Не сум. Ние државава да ја спасиме. Те разберам, те боли, ама ќе го во вториот дел. Само сакам да ја спомнам представата Тони Михајловски што ја режираше тајно моја за да веднаш ја симна од репертоар, да. Значи такво нешто во историјата на Македонија не е видено таков таков мюзикл. Немој, молим те се, не ме пали, ке немаме за другите теми. Се враќаме како советник на град Скопје. Јанко, мене сите представи ми ги тргна од репертоар. Ја ти реков како буре бароци за културава. Готово. Ке ти дам после првата пауза, ќе збориме исклучиво за ова. Нема проблем. Ти го кревам адреналинот. Советник си во град Скопје. Советник. Председател на Унија на жени на ВМРО ДПМН. На градските комитети. Тие ваши... Скоро се различно председателка на Унијата на жени е почитуваната пратеничка Жаклина Пешевска, јас сум на градските. Judean People Front People Front of Judea ми е мене, искрено да ти кажам. Добро, прашај ќе ти кажам. Сакав да кажам дека водиш и партиска функција, но и си представник во градот од опозицијата. По тебе, последна работа што ја забележав, живееме во време на пандемија, година дена, ние правиме година дена, откако ни рекоа клучно е сега, нели локдаун да направиме до Великден и после готово, готово идеме избори, све нема проблем и така натаму. Таа наша раскалашаност ја плаќаме и со овој бран невиден, први или трети во Европа, не е ни битно, по смртност. На врвот. Но во еден даден момент ти се подкачивте жестоко со Петре Шилегов, на кого вака му имаш напишано: благодарам на поканата да дојдеме во инспекција да ги провериме според тебе лагите дека во град Скопје не се почитуваат мерките за работа во услови на пандемија. Со камера може и така јавно и транспарентно и тогаш нели нема да мораш во отсуство на аргументи да ме девалвираш со гумени куршуми, за кој патем јавно проговорив на емисијата Стадион Канал 77, каде ти, Петре, беше гостин, тогаш молчеше.
Ова е од 23 март, има уште да не го читам целото. Види, Јанко, нормално дека ние како опозиција сме во многу поголем дослух, во принципи како ВМРО-ДПМН, ние сме партија од народот и за народот. Ние сме во постојан дослух со граѓаните на Скопје. Значи, не е флоскула подопрен глас. Да се заврши емисијава, да ти го отворам инбоксот, ќе видиш на дневна основа разни профили на луѓе како ми се обраќаат и бараат помош од секој еден советник во Советот на град Скопје од ВМРО и од коалицијата. Подолго време администрацијата на град Скопје, значи кога станува збор за здравје, тука нема леви и десни. Значи болеста не бира ни религија, ни партиска определба, ни ништо, ни пол, ништо. Луѓето се жалат дека работат во ненормални услови. Значи, ниеден протокол за работа во услови на пандемија, ротирање на неделно ниво, на една недела, проверување на температура, на влез во бараката каде што се работи, раководител на сектор заболен по дефолт, сите вработени со кои што имал контакт, а имал со цел секторот, тие раководител на сектор треба да одат по законот за пандемија во 14-дневна изолација, ништо од тоа не се почитува. И јас го прозвав, го пингам, јас во принцип пишувам од поодамна паблик ми се постовите на Facebook. За жал ние како ВМРО живееме во еден медиумски мрак и Фејсбукот ни е алатка со која што се користиме да влеземе во контакт, да се обратиме на граѓаните, да се обратиме на власта. Јас го пингав Петре Шилегов на оваа тема. Петре, уозбили се, почни да работиш, така не е само и во услови на пандемија чекор по чекор Скопјанце нова приказна, пола администрација му е болна, имаше и смртни случаи за жал и така натаму. Утре дента од кога го напишав статусот, он беше гостин во една национална телевизија и првите 5 минути, добри 7-10, ги посвети на советничката гумени куршуми, дека јас се лажам, дека јас инсуинирам, почна да ме девалвира и ме покани да дојдам јавно. Демек дојди еве во инспекција. Немаше потреба да дојдам, затоа што веќе утре дента станало паника, оти јас му го напишав тоа, фала на поканата, ќе дојдам и ќе дојдам со камера. Со камера? Ако не ме пуштиш, извини, ја лажеш нацијата, велиш дојди, а не ме пушташ. Ако ме пуштиш, јас точно знам, јас имам список, оти луѓето ми се обраќаат, кои се заболени, кои треба да се во изолација, оти работат во иста канцеларија, не се во изолација. Почна да се пребројуваат секторите, било паника на ниво на град Скопје, колку се заболени, како се заболени, во меѓувреме почина вработен во администрацијата на град Скопје, за жал, и човекот воведе најпосле рестрикции за работа во пандемија. Почна да ги ротира луѓето преку еден ден, преку 2 дена. И тоа е тоа отприлика. Тука заврши нашата комуникација. Верувам дека јас како опозиционер, он како представник од власта, како се ближат локалните, ќе имаме што да си кажеме. Јас дури во тој Facebook статус го повикав јавно да прозборуваме малку што тој има направено за Скопје и за скопјани во услови на пандемија. Така оти не можеш ти да го игнорираш, така целиот град, нас ние во црно завијан, половина од дневните смртни случаи се жители на Скопје, при тоа ти да ми искачеш и да ми правиш ефтин пиар со, не знам, промена на имиња на улица, сега некој брз рапид транспорт, нешто така, дека ете он и во услови на пандемија нешто што не го сработил 4 години, значи он статистички нема 15-20% од својата програма сработено. И сега кога е пандемија, место да е татко на градот, така, да види како живеат ранливите категории на граѓани. Значи, луѓето носат по една маска по 5, по 7, по 10 дена. Се трошат милионски суми на некои работи, значи приоритетите, лончињата, све е измешано. Ако ние во услови на пандемија не се хуманизираме и се издигнеме над партиските и политички и дневно политикански теми, ние тогаш не сме луѓе. Тоа беше мојата отприлика, тука негде кај јас комуницирам со нашиот градоначалник, секако седниците си течат, морам да информирам јавноста дека ние веќе година дена сме онлайн се седниците, тоа е една глува соба, тоа не допира никако до јавност, тука сме затворени, кога ќе се преминат границите на пристојност, на еден нормален политички вокабулар, кога ќе ги бараме транскриптите од седниците, транскриптите ги монтираат, ги вадат неубавите зборови, епитети и така. Се извинувам, како тоа, значи, тоа дека вие разговарате
се седниците се Официјално на снимаат. седници? Да, има рекординг, што е нормално, затоа што има гласање, така по Сакате секоја... да ми кажете дека некој се однесува како Јанко јади бурек за време на тие седници? Апсолутно, И ти вика, што ти ја мори тебе? Не, Или... и многу потаму, и многу подолу, и така, и судија, и кадија, и со вреѓање, и со тоа еден... Мислам дека ми на јавноста е тоа познато, тоа не е само во таа наша глува соба, така имаше испади по етерот, сега јас не сакам да оговарам, меѓутоа мислам дека јавноста точно знае за што сакам да кажам. И тоа е најмал проблем. Во рете, ние ќе се навикнеме на тоа ниво, некогаш едноставно не издржуваш, па нешто ќе влезеш во контра, некој пат не реагираш на провокации. Оти многу е убаво човек да, мислам дека он е доста вичен во дефокус и така и го води воопшто градот. Значи, секој пат кога има некоја будалаштина, некоја огромна корупциски скандал, криминален скандал, одеднаш ка излегуваш и легов со некаков дефокус и мислам дека токму и тоа му е задачата во неговата партија, ако не се лажам, он е подпредседател на таа партија. И тоа е веќе прозрено и ние како советничка група многу често и престанавме да реагираме на тие негови некакви, не знам, испади, затоа што ги проценуваме дека се само за дефокус, за да не оттргнат од некои главни теми. Например, така ние сега ќе се бавиме со промена на имиња на улици, не е тоа мала тема и како е тоа значајна тема. Вие со тоа се занимававте како власт пред 11 години, менувавте имиња на улици. Не можеш да ја направиш паралелата, нема споредба тука, Јанко, затоа што ние менувавме имиња на улици точно. Меѓутоа, им дававме пиетет на македонските научници, на македонските борци кои што го дале животот за слобода, на македонските културни работници, така натаму. Сега од оваа листа од 700 имиња кои што си ја изгласаа на Советот на град Скопје, иако на една седница потрошивме, не знам, 5 сата, прво да ја симна точката, па после, пошто не ја симна, да елаборираме зошто не треба сега и овде. Има финансиски импликации, во услови на пандемија ќе се трошат пари, ќе се менуваат табли, сите фирми ќе морат дека минимум по 100 евра ќе имаат трошок за да си го сменат во централен регистар седиштето на фирмата. При тоа да не зборам ќе мора тоа да го направи? Како? Сите фирми. Затоа што еве јас сум на пример на улица При тоа не е законски, он не смее да го прави тоа 6 месеци пред избори, година дена пред попис. И него тоа ќе му падне на уставен. Сега е малку застаната работата, затоа што помине или не помине тоа? Треба следниот чекор, колку што јас знаме, треба да излезе во тој некој службен гласник на ниво на град Скопје и после тоа, последно што прочитав од него е дека по своја собствена динамика и убедување ќе почнат да се менуваат таблите, меѓутоа не е уште излезено во службениот гласник весник на ниво на град Скопје, затоа што кога ќе излезе, мислам дека ние како советничка група на ВМРО и ДПМН ќе се обратиме до Уставниот суд, затоа што тука се кршат закони, тука се крши директно законот за менување на имиња на улици, мостови и други инфраструктурни објекти. Неговите кои се мнозинство во градот се си гласаат. Го изгласуваат се во ова. Апсолутно, да. Иде. Да. Затоа што мојата улица кај што бев роден беше 256, па беше железничка. Он вика од секогаш било железничка, знам, вика како вика таа улица да се вика Јордан Мијалков. Да, ама не беше од секогаш железничка. Таа многу повеќе беше улица 250, па стана улица Железничка, па стана улица Јордан Мијалков и сега треба повторно да се врати на улица Железничка. Так. Значи, јас што имам фирма, ја ќе треба сега да се сменам, за да си го сменам. И дали е сега тоа нужно? Он точно тоа го вети во својата предизборна кампања. Меѓутоа, никој не предвиде пандемијата и сега, ајде, он има многу работи ветено, кои што ги нема остварено, стигна до промена на имиња на улици, кога се е поскапено, кога народот така е во црно завиен, сега ќе се бави. Тоа е дефокус за мене. Што треба да се направи по тебе? Тоа е дефокус во однос на секој месец, секоја седница ние ги полниме јавните предпријатија со партиски вработувања. Еве сега на последната седница изгласаа 176 нови вработувања во предпријатието кое е највеќе погодено од пандемијата, а тоа е ЈСП. Постојано е под субвенција од град Скопје, значи град Скопје постојано дава субвенции за да опстои тоа предпријатие, ние го обременуваме со уште 176 нови работни места, од кои што
дали 20-30% се возачи. Реално нешто што треба за да има повеќе на таа оптег на автобуси, помалку луѓето да се еден преку друг и така натаму. Од 170 само 20 возачи. 40 возачи, не знам колку посто е тоа. Другото е администрација, советник, на директор, на едно, на друго, значи тоа е нема здрав, абсурде. Мислам, јас да сум градоначалник, ти да си градоначалник во услови на пандемија на еден град, па мислам дека ќе легнуваш и ќе стануваш, ќе легнувам и ќе станувам со мислата како можам јас да им голеснам денес денот на моите сограѓани, што можам да направам за нив. Он се занимава со некој пиар, самиот кажа дека ќе се кандидира втор мандат, кој ќе го гласа, не знам, мислам дека и тие што го гласаа во првиот круг, ако имаат малку здрав разум, нема да го гласаат. Што по тебе е потребно да се направи во градот сега, у оваа ситуација? Неколку пати го кажа дека се занимава со непотребни. Што по вас треба да се направи? Целиот фокус, оваа последна година денот како сме во пандемија, треба да е врзан со пандемијата. Значи, под град Скопје се под ингеренција сите средни училишта. Па, општо познат е податокот дека околу 30-40 илјади средношколци на територија на Македонија, не знам колку на Скопје, не може да ја следат онлайн наставата, оти немаат било каков паметен уред, немаат IT геджет, немаат смартфон, немаат таблет, немаат лаптоп. Град Скопје е надлежен. Дури на една седница јас предложив, ајде луѓе, оти сме ние bottom line, како во парламентот, така и по советите. Ние сме конструктивна опозиција. Ние не сме хейтери. Ние сме научени да градиме и да создаваме. Они се научени да рушат и да плукаат. Чиста е разликата меѓу нас. Дајте да направиме една акција, да ги повикаме скопјани како советници од Советот на град Скопје, леви и десни. Секој кој што има растурен телефон, не му работи звукот на лаптопот, а лаптопот функционира, да ги опреми IT секторот, да ги направи, да ги оспособи, да ги донираме по средните училишта. Не супер е во средните училишта, се е мед и млеко. Например, одам потаму. Значи, се сеќаваш, Јанко, на почеток на пандемијата дека здравствените работници и на огромен трошок беа изложени родителите. Ама апсолутно. Па имаш две деца, па двете деца имаат во исто време настава онлайн, имаш лаптоп. А кој има два лаптопа? Значи се разбираме. На мобилен не може. Знам, имам средно. Се разбираме. Па на пример ете тоа можеше. Одам потаму. 6 месеци бркав да здравствените работници. Во тој момент ги дигнаа цените на лаптопите и се уште се ги дигнаа цените и на ракавиците, и на маските, и на средствата за тоа. Пандемија, профитерство е друга тема. Ајде да речем, градот Скопје тука нема удел, тоа можеби и не е сега јас да го зборувам. Но можеше да донира маски? Можевте да направите маски за донација? Јанко, тоа сакав да ти кажам. Значи, здравствените работници се соочуваа со недостаток од маски. Јас како член на Унија на жени имавме акција. 2-3 месеца жените изработувавме, купувавме кеси на пазар со оној конец, жените шиевме калјачи, капи, шиевме маски. Јас, пошто немам чувство за ситна моторика, немам нерви, јас сум дај ми ја големата слика, јас бев дистрибуција. Знаеш колку пакети на калјачи, на маски, на тие за глава за коса, нели, за да се заштитиш и себе си и пациентот од тебе, сум ги разнесувала по сите скопски клиники. Сакаш потаму да одам што можеше се да направи. Ми самиот кажа. Така, имаме милион ранливи категории, имаме богати општини, меѓутоа имаме и сиромашни општини. Влези во, не знам, во Шуто Ризари, подели средства за дезинфекција, подели маски, види како живее народот, симни се од службените возила, прошете, значи, не знам, тип на градоначалници кои што ги имаат, они се одлепени од реалноста. Не, ама буквално се одлепени од реалноста. Последна одлука е, он рече дека е врз основа на зарушењето на галијата кај Holiday Inn, дека е тоа врз основа на заради опасност од поплави, од глупости, и така натаму. Но чисто паралелно едно ваше мислење за тоа и зошто е тоа опасност и зошто тоа се отстранува, а не се отстрануваат платформата во Матка? Ама така, за платформата во Матка не една седница сме зборувале, нема ингеренции. А за еве галиите кои што се во општина Центар има ингеренции. При тоа не председател на ЗЕЛ, значи на сите градоначалници на ниво на Скопје. Нема врска. Знаеш што е темата? Ако вака ретроспективно
го обсервираме на тема рушење, значи, дали тука и негде како гледам јас дефокусот, кога ќе се направи некоја будалаштина во извршната власт, он дефокусира. Те ќе го рушеше, те ќе ја рушеше портата триумфална. Те ќе го руше сега, нели излезе ќе го руши Александар Македонски споменикот. Те ќе ги руши. Ќе го руши? Па, треба нешто да се покрие, он се истрчува во етер со рушење, да. Okay. Последно нешто за рушење. Дека навистина може тоа да го направи? Па ја мислам дека не може тоа. Тоа не може никој да го направи. Кој е тој? Првен, сите тие, значи, они тргнаа со кампањата на рушење, дислокација на Скопје 2014, па чекајте бе луѓе, тоа се првен авторски дела. Како тоа некој го изградил, значи некој скулптор, така то се авторски дела, тоа беа регулар конкурси така натаму. Кој е тој да руши? Значи секаде во свет со голема пиетете спрема споменикот, значи ни се зголеми туризмот во Скопје поради таа велелепна фонтана на Александар Македонски. Секаде во светот, во секоја голема метропола има споменик на Александар Македонски. Он на грчка телевизија или радио, не ме фаќа за збори и не сакам да ме сватат гледачите погрешно, меѓутоа во грчки етер кажа дека он тоа ќе го сруши и така. Мува не го лази. Мува не ги лази, а забораваа дека зборот е најсилното оружје. Дека он 4 години ги понижува и ги вреѓа скопјани. Со секој еден негов збор и со секој еден негов гест. Кој е он да руши? Како он смее да руши? Кој му дал легитимитет да руши? Он рече дека постои, има документација, има изработено стручен труд кој докажува дека галијата го загрозува центарот на Скопје поради излевање. И тоа не е точно, јас колку што знам тоа е апсолутно не верувам дека во догледно време тоа ќе се направи, затоа што сопствениците ги дадоа на суд и тоа ќе се биде пробабли една граѓанска парница и тоа не е така како што малиот Џокица си го замислува тоа. Меѓутоа флоскулите на рушење се погубни за еден град како што е Скопје, град на хуманоста, град кој што кога ќе помислам јас на мојот град, првата асоциација ми е раст, развој, човечност, хуманизам, а не деструкција. Така ти можеш да се оградиш од па во светот, значи споменици на диктатори, па не се тргаат, се оградуваат со една плочка, се дава некоја дистанција и така натаму. Може да се доработи споменикот, да се направи, меѓутоа да се руши. Правено нешто од јавни пари. И при тоа ти да ја тераш целата 4 години, да си го тераш пиарот на тоа и да очекуваш дека скопјани ќе ти ја дадат довербата. Што е следниот голем фокус во градот, што сметате треба да се прави или не треба? Еве, последно е дека ќе се прави тролејбус, трамвеј и така натаму. Ајде, мала си ти да те подсети сега, Бас рапид транзит. Дозволи ми 2 реченици. Во средината на 70-тите години во Скопје имаше референдум. Значи, во времето комунистичко, во времето на Тито, средина на 70-тите имаше Скопје референдум. Единиот референдум беше за изградба на Матка, каде што пред езерото Матка стои 2%. Тоа се парите од платата. Од плати скопјани ги издвоиле за тоа. Рекреативно-спортскиот центар Треска е со само придонество скопјани. На Треска мислиш, да. На Треска мислам. Втора работа. Скопјани на референдум рекоа не. Тогаш кампањата беше трофи и троли. Трамвај или тролејбус. И беше карикатури, референдум. Значи, унисоно, граѓаните на Скопје ја отфрлија идејата. Да. Значи, дали тој референдум, очигледно не се сеќавате, треба да го ископате. Ова е документ. Референдум еднаш кога е. Тоа е закон за сите времиња. Да, веќе стекнато право и не може да се одземе сем со нов референдум, предпоставувам, така како повторно се даде. Те искористувам сега тебе да покопате малце по документацијата. Затоа што на Скопје му треба решение и има прекрасни решенија, ама скопјани изгласаа одамна во многу поубави времиња, да речеме, многу полезни времиња. Да. Изгласа против трамвај и тролејбус. Значи ова ќе падне и на, не знам,
Изгласале, велиш, против, меѓутоа Скопје е многу променето, Скопје е многу проширено, Скопје е многу бетонизирано. Кога е СДСМ на власт, исклучиво се градат стамбени објекти и трговски молови, профитабилни објекти. Кога сме ние на власт, малку се следи и чувството на јавен интерес, на јавни простори, на паркови, на зеленила, на градинки, на училишта. Ве молам, една градинка не изгради. Нивниот пир беше феноменален и коце беше дрвосеча. Нивниот пиар беше феноменален, меѓутоа ако му ја отвориш програмата, ќе видиш што се ветувал, а што се одеднашка излезе, па невозможно, па така мислам ние замајувајки се со не знам, имиња на улици, па тоа ми е мене супер, како топче фрлено, така да се матка народов со него, ние го заборавивме. Најгорливиот проблем на Скопје и скопјани, тоа е загадувањето. Значи, ако се сеќаваш, Јанко, они врескаа, шетаа, правеа театар со маски по Скопјево. Се гушиме. Ќе го решиме, аеро во аеродром. Ќе го решиме, алпски воздух ќе донесеме. Што направија за загадувањето? Значи, не е тоа многу одамна. Првата година дена ги тргнаа 300 автобуси што ги донесе ВМРО, и не можеа да ги одржуваат. По 6 месеци тендер за гуми не можеа да направат. Ги вратеа оние армониките, кои што така, да не зборам колку загадуваат. Мерните станици не ги оправаат, скоро ни една мерна станица која што во времето на ВМРО се купија, не работи. Што она субвенција на палети, грејење и така натаму е наш проект кој што они го продолжија. Што направија за најсуштинското во устав за гарантирано право на живот и на здрава животна средина? На Скопје му требаат две работи да го реши проблемот. Прво, регулација на големите индустријски центри да се стават филтрите, па и втора работа, гасификација и гасификацијата, да го довршам зборот, гасификација и клими инвертери. И инвертерите ги субвенционираме. Гасификацијата беше еден од главните адути со кој што настапи на локалните избори. Од гасификација нема Г. Стварно ништо не се помести. Ништо не се помести. Он вика дека сакаше овие проекти дека вие ги кочите. Ма молим те како ги кочиме, све поддржуваме што е за добробит на граѓаните. Сакаше и да ја преземе топловодната мрежа од БЕК, така? Да е на тема на град Скопје, ГЕС, градски енергетски системи, оформивме јавно предпријатие и така натаму. И тоа заглави во систем затоа што БЕК е озбилна фирма која што инвестирала и така натаму. Се е тоа нешто тргнато, незавршено, значи еден проект не е осмислен како што треба, една мерка не е спроведена како што треба. Се е тоа купи ден продај, што би рекле браќата Срби, АПП, ако проже, проже. Ништо конкретно, ништо опипливо. Значи, она за кој што ги добија, го доби тоа, он многу љуби да го зборува тоа дека во прв круг победил тој единствен градоначалник, така, он ги фати он победи. Ама ги фати граѓаните, сега алпски воздух, сега справување со загадувањето, одма од првиот момент универзална сала. Да не ја заборавиме што така 5 пати ќе ја рушеше, па не, па ќе ја реновира, па не, па со министерство, па со Аладјозовски, па не, па влада, па донација, па пари. Карма кашара. Ништо од тоа што е ветено не е направено и сега ние ќе се занимаваме на последните 7-8 месеци од неговиот мандат со Бас Рапид Транзит. Нешто што апсолутно не соодветствува за град како што е Скопје. Тој тип на транспорт, брз транспорт соодветствува за огромни по 10, по 20, за Мексико Сити што има 20 милиона, за Истанбул што има 10 милиона. Тој не, значи, брзиот транспорт, знаеш ли дека брзо по дефолт значи не застанување на станици. Тоа не е транспорт за Скопје. Апсолутно 70 милиони евра кредит владата се задолжи за Петре да ни го раскопа сега усред пандемијата. Знаеш ли на што ќе личи? А ќе го тргне. Оти ние меѓу себе вака советниците... Чекај, полека конфузна си ми. Сега, ќе иде тој проект или не иде? Ако изгласа во собрание... И ќе стартува сега? Па, еве, ние дури првен се прашувавме меѓу себе дали воопшто ќе го тргне тоа. Јас мислам... Што значи тоа ќе го тргне? Ќе го раскопа Скопје, ќе почне да го прави, да ги... А како изгледа тоа? Тоа се север, југ, исток, запад. Значи, Ново Лисиче, не знам, Сарај, така?
крсте во прашање. Како изгледа, тоа веројатно само он го знае како изгледа, оти ниту имаше јавна расправа, ниту е прашана стручната фела. Значи цело Скопје е дигнато стручната фела. Тие организации за собраќај и така натаму ги има во Македонија, имаме ние стручњаци кои што апсолутно, значи вака да земеш да ги читаш што пишуваат, велат дека поголема грешка за решавање на сообраќајниот хаос во Скопје немало и нема ни да има, дека со тоа ќе се искомплицира сообраќајот во град Скопје, нема ништо да се реши. При тоа велат тие 70 милиони, баш го читав скоро Сдруженијето за сообраќај, вели тие 70 во рок од 10 години, оте тоа ќе биде етапи, една траса, па друга траса ќе станат 150 милиони и при тоа комплетно не соодветствуваат со потребите на градот Скопје и Скопјани. Универзална сала. Го читав твојот статус кој е со многу емоции, за кои извини воопшто не ги шерувам, иако и ја исто така имам овакво многу пати на концерти и така натаму присуствувано во својата маладост, но сметам дека таа сала е крајно несоодветна на несоодветно место. Била привремено тој бугарски циркус кој ни го подарија, фала им, си помина рокот на траење и тоа е една ужасна, срамна градба. На тоа место, на Скопје, значи, ова дозволи ми Јелена да ти кажа. Дозволувам, Еве ти, овде е универзална, овде е партизанска. И сега ти имаш, не знам, ти доаѓа Били Кобам и не има барем 2500 луѓе, ние кои го почитуваме Били Кобам и ќе ја напуниме салата. Кај ќе се паркирам? Кај ќе стиснам? Скопската шема, што ми е огадена, стискање пред универзална сала, како во јапонско порно едни од други, да се трљаме за да влеземе и во една она крцкава мириса на термити изгрицкана и сега тоа ќе го обновуваме. Не, таму треба да биде. Знаеш што ќе се случи? Мојата предпоставка. И мислам дека наивни сте вие, сите, не само ВМРО, туку сите советници во град, дека приказната ќе ви удри по глава затоа што треска ќе бидат стамбените згради. Имаше историска можност Петре Шилегов да тука направи парк, нешто јавен простор и така натаму, а треска да изгради една мултифункција, да те молам немој да се сложиш за да дебатираме. Тоа беше моето. Ја го пишев како колумна ова. Просторот на треска, наместо да се прави нов трговски центар, а ќе се прави, наместо да се прават нови згради, а ќе се прават, да биде една мултифункционална универзална сала, нов дизајн, нов изглед и ќе имавме прекрасен концертен простор во центарот на градот покрај она Борис Трајковски. Сега ќе ја изгради оваа, ќе имаме замачкување на целата ситуација, а и вие сите што ја сакавте универзална, он ќе си го замачка, таму ќе заварува 2-3 шипки, а таму ќе се направи уште едно бетонско чудо. Гледај што се случува за Holiday Inn. Народот не годува. Смета дека не, ама и овдека ќе се направи истото. Вака, сега, и тоа ќе ви помине. Слушај, повели. Како што и на почетокот на овој наш разговор спомнав, па и пак ќе спомнам, значи во главном ВМРО си ги темели ставовите во дослух со своите граѓани, со народот. Ако се сеќаваш, кампањата на Петре Шилегов во еден дел беше и ќе го вратиме сјајот и на универзална сала, на салата која што е директно врзана со златните славечиња и така натаму и така натаму. И после тоа таа приказна замра, тргнав преска малку да зборувам, почна да си ја префрлаат топката, нема пари град Скопје, кој ќе гради, нема да гради, ќе се руши, нема да се руши. Во моментот кога кажа дека ќе се руши, некои архитекти тука излегува со идејно решение парк. Апсолутно мислам дека нема потреба тука од парк, затоа што градскиот парк е на многу walking distance, централниот парк, нашиот Hyde парк. Скопјани се емотивно врзани за тој објект.
Ние сме емотивно врзани за Поточиња, за Златно Славече. Знаеш ли колку театарски представи имам одиграни јас таму, па кој ќе ми текне со Диме Дебелото, Бог да го прости. Сега со слушајме. Ама ти си внатре, не си надвор. И публиката, не знаеш што е тоа на партизанска. Не, јас знам. При тоа, да те прашам, кога одиш во светскиве метрополи на концерти, да. и салите кај што одиш, кај што се одржуваат, имаат паркинг, не дечко, не. Има. Доаѓаш со пријавен превоз, доаѓаш со такси, немаат сега. Скоро бев, ајде, не. Добре. Паркинг, најмал проблем е паркингот во центар на Скопје. Паркинг, имаш катна гаража ваму, имаш потаму, имаш такси, имаш автобуска, тука е партизанска. Дека Скопје има потреба од концертна добра сала со 5000 седишта и така натаму има. Дека треба да се гради нешто ново, треба апсолутно. Меѓутоа, дека универзална треба да остане, да се реконструира, значи кровот, таму тоа пропаѓа, тоа е опасно за тие луѓе кои што работат таму, кои што доаѓаат на работа, милиони денари се точкаат секоја година без никакви проекти така натаму. Тоа е па башка тема на муабет, универзална е моја тема како културњак. Зашто? Така зашто? Зашто? За ништо. За едино нешто кое што вака кој ќе гуглаш универзална сала проекти 2020, скоро имавме седница на совет па и ги гласавме расходите, значи огромни милионски суми расходи, ништо. Едини проект кој што ќе ти го извади чичко Google врзан со поимот универзална сала е денот на правата на сексуалните работнички. Дали на таков настан му е место во универзална сала кој што скопјани емотивно си го поврзуваат со концерти на домашни музички ѕвезди, на џез фестивал, на Златно Славече, тоа извини, ама не. Па што не излеговте да го изблокирате? Имав јас една седница, дури малце и бев и можеби и непристојна, меѓутоа веројатно на непристојност човек и не може пристојно да реагира. Јас реков од таков тип на прослави на правата на сексуалните работнички во Македонија на Бихачка да си го прават. Таму имаат супер прозори, таа има 2-3 спрата, ако не се лажам, тука треба да го направат. Не на универзална сала. Меѓутоа, универзална сала има еден друг проблем. Јас не верувам дека он ќе старта. Затоа што по дефолт, Јанко, они не градат да градеа. Прво нешто што ќе направеше во првата година, он ќе почнеш универзална сала. Не. Нема да ја направи универзална сала. Нема ни да почне. Еве, јас го мотивирам, го предизвикувам, фрлам бела ракавица, ајде да видиме дали така оти. Море ќе беше готово у декември, море ќе беше готова лани, море ќе ја почневме ваму, море ќе ја почневме таму. Не верувам дека ќе го направи тоа и тоа е еден голем срам затоа што ги извади дечињата од Златно Славече и ги снимаше по спотови, велеше дека ќе се слават јубилеите на Златно Славече, дека универзална ќе блесне брендот на културниот живот во Скопје и така натаму. Ти си да се обнови. Јас сум апсолутно да се реновира. Со се техника, со се партерното уредување, со се сцена, то се трули даски. Јас сум играла таму. Јас знам тоа како изгледаат гардероби, како изгледаат даски, како изгледа малата сцена горе. Меѓутоа, каде постои таква сцена у свет? Меѓутоа, Јанко, дали знаеш информација дека еве најпосле рекоа ќе ја реновираат? Дали знаеш дека идејното решение за реновирање е донација од фирма? Значи, илјадници милиони денари евра градот Скопје расфрла за не знам што, а за брендот на културното живење во Скопје не смогна сили да распише јавна набавка тендер, па да може градот Скопје да го избере најдоброто решение, не прими донација од фирма. Што значи тоа? Тоа значи дека ја ускрати можноста, види, сега мене некој ќе ми ја донира чашава, 20 години јади бурек ваква. Ама човече, ја можам да ти направам уште 20 различни чаши со различни дизајни, со различен форма на чаши и така натаму и така натаму. Оти да не се распише јавен тендер за проектно решение на реновирање и реставрација на салата, а да се прими донација. Па сега ти мене кажи ми. Ај кажи ми, зошто бугарите, која нивната циркуска сала, која е потполно иста како оваа која ни ја донира, кога им се запали, мува не ги полазе да ја обноват од никако. Затоа што мислам дека ние за разлика од бугарите сме многу почовечен, многу поемотивен народ, многу си се врзуваме за тоа што е наше. Јас се врзувам за како јас сум играла таму, како син ми сум го носела на Поточиња, сум го носела на Златно Славече, се врзувам како сум ги гледала Готан Проџект на отварање на џез фестивал. Имам емотивно сум врзана за тој објект. Ние сме емотивци.
Сори, Ти- не можам да се сложам не. со тебе, затоа што тоа е крајно нефункционална сала. Не На- е таа на ни за крајот на джез, краиштата, не е ни види, за музика, на таа крајот е... на краиштата не е ни тоа темата. Темата е следна. Во својата предизборна програма господин Очилегов ветуваше враќање на универзална сала во полн сјај. Точка. Не зборуваше ќе ја рушам, ќе ја правам парк, приватни јавни партнерства, катни гаражи, ова она. Не. Значи, дај малце, па зборот вреди ли нешто? Ти го качив адреналинот. Ти реков дека ќе се подкачиме пред емисија, дека има една тема кај што нема да се Ба, сложиме и ќе ти добро, резервирам. добро. И драго ми е што е така. Следна тема ми е вака ќе го денеска имаше пресконференција на која беше презентиран проектот за изградба на објектите кај На монструмите, да. монструмите, вие ги викате. Ја викам нека градат и 100-катница. Ова е моето видување. Граѓаните генерално, на страна што е мое мислење, ја нема ни да мрднам со прст да го разубедувам некого. Знаеш, да влијам врз мислењето нечие. Граѓаните не сакаат да се гради таму. Во ред. Овие викаат, немаме ингеренции. Кој Шилегов нема ингеренции затоа што тоа е општина центар. Општина центар вика немаме ингеренции затоа што тоа можам да го блокирам само со мораториум. 2 мораториума, сега вика ја повеќе не можам законски ништо да сторам. И сега мене ме интересира една работа. Не можеш да запреш затоа што закон Дамоклов меч му висел над глава, у затвор ке завршил, ако прекрши законот за забрана за изградба на толку габаритен објект, а имена држава сменија мимо сите закони и устави. Сега мене не ми е јасно. Зар може да е нашиот Не. идентитетски, суштествен, севкупен идентитет кој ни иде преку името, го менуваме глад без проблем, преминувајќи притисок, преминувајќи преку бојкот на референдум, овдека е сега нешто проблем. Не, вака сега. Иако јас се слагам за моje лично мислење дека треба таму 100-катница. Вака сега. Гиш имаше, знаеш идејата на Гиш? Уште ова и збори. Не. Гиш викаше таму и ја го поддржав уште децени. Викаше зграда на сонцето. Зграда направена во облик на сонце, со краци, кружна, Фина. 100-катница, вика, догоре. И кога ќе ја гледаш, како сонце да изгледа. Ја викам, Гиш, имаш поддршка од Види, мене. оваа идеја на Гиш многу соодветствува со нашиот културен идентитет него овој предлог што го видовме денеска и што се врти по медиумите. Првен, сакам да расчистиме. Граѓаните повлекоа петиција и некоја импозантна бројка е веќе за 24 сата подпишана, да не шпекулирам некои 10.000, мислам дека негдека прочитав на Facebook ми се проматка информацијата. Они не се против градење. Значи во генералниот урбанистички план, во ГУПот и во деталниот урбанистички план од 2012 се стои дека таму треба, дека е тоа градежно земјиште предвидени за стамбен и деловен простор. Градоначалникот на Центар дојде на власт, едно од предизборните ветувања му беше мораториум за градење во Центар, мораториум, од мораториумот веќе нема ни м, парите 2 милиони и кусур се уплатени, дел на град Скопје, дел на општина Центар, парите инвеститорите ги дадоа, инвеститорите се решени да градат. Каде јас лично го гледам проблемот? И многу убаво со ова со муабетот со Гиш, ако гледам да го поздравам. Тој објект, кој што го видовме на тоа 3D мапинг или како и да се вика, е копи-пейст од нешто што се градело скоро во Австрија во Грац. Многу слична таква зграда има негде Карпуш 4 до Прокредит банка, ми праќаа слики и така натаму. Грдни пари се сигурно дадени за изработка на проектно решение, а проектот е копи-пейст. Па сега ти во централното градско подрачје, во срцето на Скопје, прво да понудиш решение кое што е плагијат. Па еве сонцево, па нека и 200-катница. Така, нека е дроп зони, да имаме адреналински раш, знаеш, да идеш горе-горе, па вруп хидраулика. Браво. Мислам, браво за ова. да го надградам. Значи, првен тој објект може тие
3 кули од по не знам колку спрата, 20-30 спрата со бизнис центри, со трговски мол, колку што разбрав тоа, во 3 фази ќе се гради, првен една кула ќе никне, па ќе никне, не знам, втора кула, па ќе никне, не знам, трговски мол со бизнис центар и така натаму. Па нешто ќе биде внатре тоа како од затворен тип, нема да се одветствува воопшто, ниту со градот, ниту со пейсажот. Значи, тука е реката Вардар, ти не можеш да се изолираш, да се затвориш, тоа внатре нема да има светлина, тоа внатре нема да има воздух, тој тип на објекти, Јанко, можеш да го градиш сегда. Во центарот на град Скопје треба нешто да се изгради кое што пред се ќе биде од јавен интерес. Јас и граѓаните што ја потпишуваат петицијата. Денеска фатив представничка од кое што веројатно го тргнала на петицијата на Вести и она самата вели ние не сме против градење. Ама ова се монструми кои што ќе никнат, да не зборуваме за повторно ќе се навратам со устав за гарантирано правото на здрав живот и здрава животна средина. Комплетно ќе се блокира, ја викаат ружа на ветрови, протокот на воздух ќе се блокира. Ќе биде како чир, значи не се одветствува ни на влезот во трговски центар. Значи тој простор таму е на некој начин пристаниште, тука е реката Вардар. Значи, ти тоа да го избетонираш, да го затвориш, тоа што го видов ја затворено, изолирано, како чир ставено во центарот на Скопје, при тоа да не заборавиме. Тоа е црвената сеизмичка зона на Скопје. Тука после земјотресот Кензо Танге и луѓето кои што граделе рекле тука не смее да се гради нешто над не знам колку спрата. Тоа е најтрусното подречје таму. Значи, да направиш копи-пейст во центарот на Скопје, при тоа да внесеш по некои податоци се околу 11.000 луѓе. Значи, што ќе се случи со браќајот? И онака центар ни е тесно грло во однос на сообраќајните решенија. Значи, тоа е како еден мал град во Македонија. Ќе се насели таму и тоа ќе биде, тоа е нешто многу неприродно. Значи, треба многу повеќе да се, значи, Скопје се бетонизира, место да се хуманизира. Јавните површини, значи јавна површина од јавен интерес, при тоа не е точно дека не можат ништо да направат. Експроприација си слушнал. Во еден момент, ако владата, општината, центар одлучи дека тоа земјиште што е во приватна сопственост има јавен интерес од него, он може да го експроприира. Да си ги откупи, веројатно 2-3 милиона, општина Центар е богата држава, и да се направи ревизија на деталниот урбанистички план на ДУП-от и да се види со јавни дебати, со расправа, да се прашат центарци, да се прашат скопјани, што они имаат потреба таму да се гради. Да биде тоа парк, слушав некоја идеја, тоа за мене е исто така голема површина да е само парк, може се да има таму. Може таму да има се, само не 3 толкави згради кои што се од затворен тип, кои што се бетонски, кои што не се одвествуваат по ниеден основ со целиот пейсаж што е околу. На крајот на криштата, пак ќе повторам, Вардар е тука. Ти се изолираш од некаков приватен проток на воздух и така натаму, тоа внатре делот кој што ќе биде, дури не знам колку е точно, разбрав, подземни градинки се планирале. Замисли подземни градинки, човече, нешто да го буташ детево, може да се шпекулации, не знам. Ама кога го слушнав тоа си реков, Господе Боже, градинка со колава влагаш под земја и нешто го оставаш детето. Тој внатрешниот дел ќе биде без светлина, без воздух. И при тоа е проектот плагијат. Ете, толку имам да кажам јас за тоа. Треба да се гради, не велам да не се гради. Апсолутно, Скопје има потреба од разни содржини, различни содржини. Како во ваква ситуација, ако е приватен простор и си ангажирал компанија која ќе го разработи, иначе општина Центар не е држава, мада ми се допаѓа Центар да биде држава, пошто рече држава. Да, општина Центар, да, држава реков, да, добро. Држави само Вевчани е држава. Само Вевчани е држава, ама се слагам за општина Центар да биде држава. Како кога е еден приватник да гради, како тој дизајн да биде задоволителен?
Како да му се наложи што Па треба види да се сега направи? нешто што го прави град Скопје, ние како советници се усвојуваат одредени регулацијски планови на тие градежни парцели. Значи постои нешто генерален урбанистички план и од тоа е зацртано и од тоа нема мрдање. Сега овдека во она што го слушам за темава е дека деталниот урбанистички план оди малку и контра генералниот урбанистички план. Што успеав да прочепкам, темата е следна. Во генералниот урбанистички план на времето е предвидено и тоа е еднаш стекнато неприкосновено право. Значи, власникот го поседува земјиштето. Меѓутоа, во генералниот урбанистички план, не знам тоа дали е точно, го прочитав онлайн, постои траса за подземен трамвај под тоа земјиште. И со самото тоа дупот, кој што апсолутно подлежи на ревизија, деталниот урбанистички план може да подлежи на ревизија, не соодветствува со генералниот. Оти долниот Збори дел со треба коц. да... Таа работа отиде јабана со При тоа ние со имаме, зградата на значи, Палч. за да може град Скопје да ги горе-доле да има увид, да ги нивелира, така, кој што сака да гради така натаму, се донесуваат регулацијски планови. Тоа е па нешто сосема трето. Дека може ова, дека општината Центар има ингеренции, може да го стопира. Прашање колку ќе сака да го слушнат гласот на народот. Јелена, драго ми е, добро ја владееш материјава, очигледно внесена си на вистина искрено во целава работа. Ке те замолам да направиме кратка пауза, а веднаш потоа ќе продолжиме со разговорот. Режија? Ви благодариме што ги почитувате мерките. Ќе успееме и ќе се заштитиме од коронавирусот, само ако секој од нас е многу внимателен и одговорен. Запомнете, секогаш држете 2 метри физичка дистанца, носете заштитни маски и не се групирајте. Останете дома ако не мора да излегувате. Да ги почитуваме мерките. Така ќе им помогнеме на здравствените лица, на оние кои се борат за нашето здравје, на армијата, на полицијата. Секој може да даде придонес за јавното здравје и за наскоро да можеме заедно да го вратиме животот во новата нормала. Стоп Корона е мобилна апликација која со ваша дозвола им кажува на епидемиолозите доколку сте имале физичка близина со лице позитивно на COVID-19 во последните 2 недели. 2 телефони со симнати Стоп Корона апликации и со активиран Bluetooth се евидентираат како остварен близок физички контакт и таквите информации одат кај епидемиолозите. Овие информации помагаат на здравствениот систем за да се стопира ширењето на коронавирусот. Преземи ја апликацијата од следниот линк. Активирај Bluetooth и почни да ја користиш. Да го стопираме ширењето на коронавирусот. Од нас зависи. Најдобра и најкомплетна понуда на спортски канали. Единствено со Нео ТВ. Гледај ги омилените спортски настани во кристална HD слика на каналите Арена Спорт, Спорт Клуб или Евроспорт. Искористи ја промоцијата и земи некој од Нео Трио пакетите со супер брз оптички интернет и интерактивна телевизија. Нео ТВ, вашиот билет до сите спортски настани. Неотел. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот влюбеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски.
Македонска империја, издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Од 20 Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Разговорот со мадам Жугич, многу бевте оштри, не знам дали бевте и преоштри или не е мое да судам, но употребивте многу силни аргументи, не аргументи, ама силни зборови против Шилегов. Дури во еден политички вокабулар не бевте пристојни цело време, но знаете како, ми не достигаше, ја не правам дебатни емисии, но ми не достигаше господинот Шилегов да одговори на некој овие, да ви парира и би заслужило тоа да се каже, затоа што многу сериозни и тешки обвинувања и констатации дадовте вечерва. Факти се во прашање и јас се надевам дека во некоја наредна прилика можеби Шилегов ќе биде гостин во Јаде бурек. Тоа ќе биде нешто навистина револуционерно ако некој од СДСМ воопшто му дозвола да гостува, но почитувам господине Шилегов. Почитувам господине Шилегов, добре дојден сте. Ќе бидете исто третиран како и секој друг мој гостин. Да одговорите на сите овие обвинувања и некој мој плюс под прашање. Сепак се работи за градот на страна од политиката. Во секое време ви стојам на располагање. Така, ферплей. Ферплей не може ни поинаку да биде. Не е важно дали се согласувам, ни јас вечерва не се согласив со X да, работи. универзална сала, да, ние. Па и дури градбата кај ова, кај Holiday Inn, но тоа е и фала Богу, демократијата дозволува да имаш испротивно мислење, ама за да градбата се согласивме, една стокатница со сонцето од Кутлеш, фантастично, и дроп зоун од страна Адреналин Раш да биде во центар на Скопје. Ја и ти имаме супер предлог проект со гиш да седнеме да го скоцкаме. Тек да ти го дадам ја проектот од господинот Вучков, Илија Вучков, кој го направи за транспорт на Скопје. Тоа е
Ке ти ја пратам емисијата да ја гледаш 2012-13 ја снимив со него. Целиот проект го презентираше кај мене у емисија. Не постои у свет подобар проект за Скопје. Ама сите го игнорираат. Пес. Како си ти? Фала му на Бога, добро. Добро се држам во пандемијава, и се уште сум негативна. Не. Сега е позитивно да си негативен. Да, за прв пат во животот е позитивно ми е да сум негативна. Успеав и јас, и мојот син, и мојата мајка, која што е во подминати години, се уште добро се чуваме. Веројатно тоа се должи на некоја превентивна витаминска терапија, која што, фала му на Бога, можеме да си ја приуштиме малку повеќе Д витамин, С витамин, цинк, селен, така. Контакт со природа. Се уште не можам да сватам, Јанко, зошто луѓето кои се заболени мора да се во изолација и дома, во застојан воздух меѓу 4 зида. Зошто да не се дозволи да можат луѓето да малку природно земат витамин Д, да излезат на сонце, да излезат на чист воздух? Не разбирам. Веројатно ради менталитетот наш и не носење маски, поима немам. Ти ги внимаваш на... Внимавам. Апсолутно. На мерките да ги сите применуваш. мерки од старт. Првен таа основната хигиена, јас сум многу позната по тоа, дури малце обсесив компулзив со рацете. Од секогаш сум користела антисептични средства и така натаму. Јас сум ќерка на фармацевт, Бог да го прости. Од секогаш бактериите ни биле многу нормално нешто за кое што се знаело од мали нозе. Фармацевт беше татко ти? Фармацевт. Воено лице? Воено лице е основа војна болница 64-та. Од Словенија, од Љубљана е дојден од војна академија во Скопје после земјотресот. И е остана до пред 2,5 години кога не напушти. Браво. Така да таа основната хигиена е тоа, велам превентивната терапија. Шубав податок дознав за тебе. Носењето маски кога сум на терен, кога работам малку партиски агенди, јас знам и по 2 маски да носам, зависи како е, што е. Мислам дека и состојба на умот е силно оружје. Не е дека не ја признавам. Слушај, вака те се извинувам да не ти делува вулгарно, те гледам малце, искрено и малце кога влегуваш и искачаше вака те скенирав. Но ќе ти кажам поради која причина. Има некоја промена кај тебе, пошто бидејќи се следиме ние на месечно ниво, на дневно ниво се гледаме. Да, сме си Facebook а вие дамите знаете секој дневно да вадите нова фотографија. Има кај тебе некоја промена. Што се случува? Па веројатно прво сменив и боја на коса. Не е тоа. Воведов режим на исхрана. Да, па пандемијата даде едно 10 кила плюс. И забележав дека просто ми смета тоа на самочувствие, на психа мава. Јас мислам, ејте го продимет. Ала. Да, тоа се моите ужинки и сокчиња. Меѓутоа стварно ја фати продимет? Ја фатив, да, веќе е втор месец како ја терам и супер се осеќам, полна сум со енергија. Еве и промената на боја на коса, на си шишав, сменив боја. Мислам, убавината на животот е во промената. Јас сум актер, па кога не можам на сцена да го правам тоа, си го правам приватно. Значи ти честитам, благодарам. Физички изгледаш никогаш, ќе ти се придружам и јас. Ајде. Иако сум јас бруха жива, ја навистина на времето ослабев преку 25 килограми, ама 10 качев за пандемија. Да и кажеме на јавноста што не следи дека така ти ме упати. Јас те упатив. Да, јас кога те видов баш ми е драго, ама мислев дека и ти малце беше и фрикната, не се чувме, ми напише едно одговор, не можам денеска ќе полудам ово. Нема, знаеш што, јас велам. Ама знаеш што, ми рекоа дека си била многу дисциплинирана. Па имено, кога ќе се нафатам јас со нешто, го терам до крај и тоа е тоа. А за да се нафатам треба да сум 100% спремна. Значи не еден човек во пандемијава се пожали нас големена килажа. Што правевме ако не се вртевме околу шпорот, околу фрижидер? Просто таа некоја емотивна празнина ја полневме со храна. Тоа е факт. За да влезеш во состојба на режим на исхрана, да можеш малку да симнеш и така натаму, треба си 100% решен. Значи не може тоа да не си решен. И точно, имавме неколку пати, кај се луѓето, кои се добро, не можам сега, нема да одам, во еден момент. Знаеш колку луѓе ми се јавиле, еј, Јанко, како успеа, утре, и толку, да. Не, и ти ме изненади, а луѓето ти ја редовно се средно, и да ти кажам, толку се фер, да ја и после ова дебелење не се откажаа од мене. Не се секирај, ќе се вратиш. Значи, ја готово изгубив секаква волја и се осеќам лошо.
И ти завидувам на тоа. Колку ослабе за месец дена? Па околу 9 килограми. Ама тогаш заслужуваш и едно вако. Не смеам, тие се за трета фаза. Уште си у која си се? Втора, сега у почнав втора. да заминувам еден оброк. Јанко ќе си мрцнеше. Слушај, бар вака да дадат некои попусти продукти, пошто ги рекламираме, се шалам. Тебе ти за тебе. Не, па не ги јадам джабе сега сум. У во друга третата фаза. Добро, фала, благодарам. У третата фаза, ете ти од мене. Секоја ти чест затоа што знаеш што ти завидувам, знам кое беше чувството, пошто за месец ден да изгубиш 9 килограми, ја 8 изгубив право. Ја не ми се веруеше, ја рипав од работа. Број помал влегов, ма Абе, при знаеш тоа што Јанко, пази, јас сум Слушај. жена во години. Јас не знам вака како изгледам на јавноста, ама јас сега не се ги кријам, сега за 10 дена ќе правам 48. Сепак си Си имаш советник тука промени, во политика. Како па нема врска. Срамота е да те кренам, Не ме кривај, срамота е. да видат нога, Јас мислев да ке речеш видат срамота да кажам колку години имам, не, А, не, срамота не. да. Јас се гордеам со годините, значи сакам да кажам дека жените сме подложни на хормонални дисбаланси и така натаму и сето тоа е нормално, меѓутоа апелирам до секоја една жена која што се чувствувала како ја што се чувствам, дека треба само да го посака вистински тоа и дека убаво е чувството Кажи ми кога ќе си се вратиш на нешто што си бил пред некоја се година. врати или ќе продолжиш уште малце? Па ќе продолжам уште малце. Уште едно 5 кила? Па би сакала. Би сакала? Би сакала, Дали мислиш дека можеш? Мислам дека може. Дали се откажа од шеќерот? Со комплетно од се откажав. А дали Шеќер, дали јаглен мислиш дека хидрат. можеш тие навики сега што ги Да ги стекнуваш задржам, да ги задржиш? апсолутно. Тука е мојата Значи предност. живот без шеќер и без леп. Апсолутно. Мене, ако нешто ми недостасува, тоа е само еден продукт. И кога зборував со Виски. нутриционистот, да ти кажам, виски не ми недостасува. Чудесија, лепота, 2 месеци препородена. Ми недостасува јогурт. И зборував со нутриционистот и он вика, Јелена, вика, ќе можеш 2 пати до 3 пати во неделата, чаша јогурт, кисело млеко. Јас сум била научена по литро јогурт да мавам на ден. На ден. На Tell ден. me about it. Јогуртот, Не, зелениот баланс ми е коњакот Знам. како е на пазар, мене ми е тој Знаеш што е проблемот со тој? Само да ти кажем и да се вратиме на темите. Проблем е со... две тетки сме се. Да, ко тетки. Видиш што Сестра сладка што си ја слабела. гледай ме мене за никаде со што да правам, еве, 3 ги родив. Катастрофа, Чути ќе не сменат гледачите. Нека менја. Немој така. Многу убав овој напитоков. Нели? Супер е. Значи, протеинска диета нема ништо подобро за резултат. Затоа што, пази, има здрава исхрана и после тераа цел живот. Но, знаеш, со здрава исхрана и со ова, тоа иде бавно. Овдека влегуваш у кетоза. Да, у класична иде кетоза забрзано. си, да. И се е подобро. Крвна слика ја правев на 2 недели. Абе, никогаш знаеш кој? За урамување ми се. Никогаш поздрав. Никогаш подобро. Абе, мојот... Холестерол, триглицериди, песна. Све. Не сум направила. И ментално, и психички, и физички, Да. промената, па поготово ти е брза. Види, секоја Слушај, промена е убава, ба, промена подобра. ја старо човече, ти не знаеш кој кеф која ми беше кога отидов у Зара. А Зара мрзи дебели луѓе. Да, Зара па која е, да. си ја фрлив старата облека, па си си купив купив нова, тесна, да. Со овака, ковце, за да ме фармерче, држи. да. И сега ми е катастрофа, ама ти викам, ферсе луѓево, бар не се откажува. Короната си го зема данокот, то седењето дома, неприродната, новото нормално е ненормално. Продолжи на здрава исхрана до крај на живот. Немој релапс да си направиш ни јогурт. Сакав за јогуртот да ти кажам, као помала, ајде не си до толку, ама дали се сеќаш какви ни беа јогуртите оние у Страшно, кеса? ке ни водички во кеса пластична. Ама таков е стварно реално. Да. Ова густово му ставаат густин, брашно. И затоа не може човек со јогурт да ослаби. Па се научи и словенциве и хрвативе и они го прават. Од каде бе таа густина? Од маст, Не знам, од не 1%. сум навлегла, Пази, ама земаш јогурт, ми вети 1% маст, дека ќе може малце јогурт. лог, тече тоа што е таа густина. Значи, му додаваат Нешто, згустувач. да, некој тоа е подзем нешто, пак да, некој да. скроп. И пријатно, отиде приказната.
прави си порно дома, прави си кисело млеко, и физичката активност, кога веќе зборуваме и за поздрав начин на исхрана. И што правиш ти физички активност? Па јас не престанав сега во коронава, дури во време на пандемија, до крај на ноември, кога го затворија големиот базен, само на мало остана олимписки, јас одам на базен и пливам. Влагам за саат време, пливам 2 километри. Одам на кеј, пешачам, одам на водно, одам на магаро се качувам, на кораб се качувам, значи сакам аутдор спортови. Идеш ли на работа? Имаш ли работа? Јас не одам на работа. Па каде си вработена? И моето работно место е во Драмски театар. Од таму бев кадар, вработена од 97 февруар. 2012 станав директор на комедија, 2017 како ме сменија, така си се вратив со работно место во Драмски. Како што се врати, не знам, колегата Лилич беше директор на МНТ, се врати во Драмски, Бог да ја прости, Беличанец беше градоначалник, се смени, се врати во Драмски, така нас не беа во мирување работните места. Така да јас сум си од секогаш била кадар и еден од, да речам, по старите кадри на Драмски театар. Јас сум по плата и по статус, ние уметниците си имаме статуси, јас сум првенец во Драмски театар. И што првенувате вие вака, pardon my French? Што првенуваме? Види, кога ќе дојдеш Театарски представи сега нема последнава година. Па нема, јас немам што правеше пред тоа? И кога имаше немам. Значи, мене како ме сменија, по дефолт ми ги тргна сите представи од репертоар, каде може да ме сменија, меѓутоа не може во сите представи да ме сменат. И представи на полни сали ги тргна од репертоар. Нели флоскулата живот за сите, демократија, слобода, го видов јас како изгледа тоа. Значи, ако сме била ние во наше време режим, ова е тоталитаризам, не знам ова што е. Твоите колеги од Драмски театар? Само да се доискажам, дури пошто ме немаше во нови подели во Драмски театар, јас се вратив како кадар во Драмски театар, тој е мојот матичен театар, таму се сите мои примерни колеги, како да кажам, тоа сум градела кариера со сите луѓе таму. Дури дојдов во фаза, пресрекна бев кога видов дека една гостинка од надвор имаше режија и дека ќе прави аудиција. И пошто знаев дека им е пробабли забрането на управата, Драмски театар за овие 3,5 години смени тројца директори, како впрочем и Министерството за култура тројца министри, значи врска нема што прават со културата, јасно ти е чим ги менуваат на година дена. Веројатно не смеја да ми даваат улоги, затоа што сум јас бруевиста, режимска актерка, јас сум не знам што сум, така демон. И јас си отидов на аудиција. И 5 дена одев на аудиција, јас и студентите. И нормално не ја добив улогата, затоа што режисерката разбрала дека јас имам обврски во Совет на град Скопје, замисли, имам седница еднаш до 2 пати месечно. И не сум можела да бидам фокусирана во театарот мене. Така што 30 години театарот ми е извор на душа, на постоење, на идентитет на се. И како дури вака ќе ја цитирам, ја сам решила да се и не удаjem, да не раѓам децу, да би била не знаеше и беше многу непријатно, почаа треска глупости, вака ја гледам се викам ја и со тебе не сакам да работам. Замисли, толку она била посветена на работата што решила да не раѓа деца, и детето ќе направи дефокус од работата. Господи. Имаше премиера таа представа, 1-2 репризи и толку. Што се прави, ништо не се прави во културата. Јанко, погубно. Кога последен пат беше на сцена? Последен пат бев на сцена 2017, септември, октомври бев на гостување со најнаградената представа во театар комедија Трудна приказна на Војдан Чернодрински. 5 награди собравме, нормално таа од моја симна. Од награда за текст, до представа, до улога, до све. Гостувавме во Подгорица, во Црна Гора, ако не се лажам, и тоа ми беше последно стоење професионално на сцена. Сметате ли, имаше една идеја, зачеток некаков, да театарските представи сега, бидејќи не смееше заради публика... Да, ги стрима од на МТВ и супер имаше посетеност тоа. И луѓе ми се јавува, леле, те гледавме на МТВ представата, не знам име. Леле, те гледавме, леле, колку супер. Одлично беше тоа. Мислам, зошто прекина? Кажи ми да ти кажам. Ете, тоа сакав јас да го поставам јавно тоа прашање. Не ме карај мене, те прашувам. Не ми се развика, жено. Значи, културата во време на пандемија е духовна храна и спас, никој не зборува за емотивната состојба на луѓето. Нели? И тоа беше толку позитивен еден бран. Значи, дури сите представи, и Драмски театар имаше, ги прикажува на МТВ и правеше лайв стрим на своите фейсбук профили. И МНТ, и комедија, дури мислам дека и МНТ старташ, и театрите низ Македонија. Зашто не го прават тоа? Затоа што се неработници, да? Затоа.
ти Ги кажам. мрзи. Пандемијата е комфортна зона. Извини, ама во услови на пандемија еден Загреб цело лето има културни настани. За оваа владеачка структура, која пандемијата е песма лета. Значи, владата рече вака, театрите може да работат под протокол. Под каков протокол? Нека си го смисли секој театар сам. И толку. И театрите, очигледно раководителите на театрите не смогнаа сили да си смислат протокол. Боже Господе, ако ми е салата 300 луѓе, ќе ја сведам на 100 луѓе, преку 2 столчиња ќе ми седи публика, тоа е прво. Тоа е киното у Синеплекс, така Тоа е прво. Второ, сите оние представи кои што се со многу луѓе на сцена, со блиски контакти, со бацување, со гушкање, со тепање, не. Ќе ги видам помалите представи. Ако нешто сум имал на мала сцена, сега ќе го ставам да си игра на голема сцена, па ќе си игра пред 100 луѓе, ама распоредени. Ќе истражувам нови форми на театарски изрази. Па Браво. светов се утепа од снимање филмови во пандемија. Значи, најново нешто што гледав, нешто локдаун или како се вика, ма пола е онлайн зборат другарки меѓу себе, не знам, значи има милион начини. Монодрами, дуодрами, тројца на сцена, догма филмови, значи еве тука сум ја, требаше да сум таму, ама сум тука. Комедија. Нашата публика не е глупава, немаме многу образована театарска публика. Се што треба е само да го наметнеш концептот зошто гледа нешто вакво, затоа што сме во услови на пандемија. Значи со еден мал отклон кон четвртиот зид импровизирам, сега ние тука требаше да се степаме или да се бациме, ама не го правиме тоа затоа што е пандемија, продужuje со текстот, имаш аплауз на отворена сцена, работиш. 200.000 идеи имам како можевме ние да како културни работници да им го лесниме животот на скопјани, на граѓаните на Македонија, меѓутоа ништо не се прави. Ништо не се прави. Од друга страна, во која категорија по протокол сме ние како културни работници за вакцинирање, знаеш? Не. Не знам ни јас. Ама знам дека во Србија се беа меѓу првите групи, значи ги секоја чест, секоја да се први здравствените работници. Дали беа втори, дали беа трети. Каква порака праќа оваа наша држава во однос на културата и културните работници? Зошто Ние сметаш сме дека нужно треба да зло? се меѓу првите Затоа што си ги верификуваат. Една соседна Србија верификува потребата од културата во време на пандемија, за тоа си ги вакцинира уметниците. Затоа што треба да има филхармонија концерт, треба да има опера и балет представа, треба да работат театрите. На крајот на криштата, уметноста секогаш во кризни ситуации. Значи, кога ќе си го прашам колегата Дино Мустафич, прекрасен режисер од Босна, кога работел најдобро и најкреативно у рату, каже Јело. Док су бомбардовали Сараево, ми смо спремали представи, имали публику. Што правиме, не знам. Никаков однос немаме воопшто, од секогаш во суштина, кога се СДСМ на власт, културата е нешто за подкусурување, културата е црна дупка, се сведува на не знаеме кај се парите од филмскиот фонд, не знаеме дали кога ќе поднесе овој оставка, оној оставка, се добиваат пари за повеќе проекти, не се сработуваат, се враќаат парите. Културата е идентитет на еден народ. И ако ти тргнеш да декомпонираш една држава и еден народ, а они се тргнати вака трчачим кораком кон тоа, сакаш да зборуваме за Преспанскиот договор, за името, за договорот со Бугарија, за јазикот ние, не знам, бугарски дијалект и така натаму, првен ти маваш по култура. Не знам дали си во текст со законот, кој што е во собраниска постапка и сега е закочен, фала му на Бога, благодарение на пратениците на ВМРО. Знаеш ли каков закон сакаат да донесат? За култура. Ќе се обидам да бидам кратка во интерес на времето. Време имаш и дозвола, имаме половина час. За култура е сега закон за спроведување некакво најавен интерес во културата. Секаде во законот зборот национално е избришано. Има јавен, јавно, јавни. Го немаме зборот национално врзано за зборот култура. Ако се навратиш наназад и ако приметиш дека нас културњаците малце не третираат како дечиња, па ќе ти фрли некој топче, ќе се заиграш, почнаа многу неприродни именувања на трети ешалони по театрите, например.
Те, не знам, физкултура, професор по физичка у Струмица, те, не знам, каратиста у Тетово, те, не знам, еве сега во комедија има социолог, мислам дека е директорката, некој, значи, секогаш природно било третите ешелони раководители на театарските институции да се луѓе од фелата. И културњаците се побунија, правеа протести, ако се сеќаваш, физкултура, нешто тој тип, има некои слогани. Јас се обидував со некој од нив да поразговарам дека тоа е само последица од она што се прави и сака да го направат со законот на собраниско ниво, па среќа е блокиран со 1800 амандмани од ВМРО. Меѓу кои што првиот амандман да се тргне зборот јавен од закон за култура, оти не било закон за национална култура, значи тој е првиот, вториот амандман е да сегде кај што е јавен, јавна да се смени со национален. Што сакат да направат? Носители на културата во иднина да не се националните институции. Они ги декомпонираат националните институции. Носители да се како што и се до сега, значи грдни пари се одлеваат на невладини, на мислам ти види кој ти е креатор на културата. Значи го спомнав на почетокот на интервјуто. Тоа се тотално едни луѓе кои што се залутани. Тој е советник на премиерот за култура и така натаму. Значи да не се националните институции носители на културата, извини Јанко, ама Министерството за култура постои за пред се да се грижи за националните институции, за нивните проекти, за стратегии, концепти на развој. Да, да ја помага алтернативната сцена секогаш, меѓутоа, каква е таа независна сцена ако е на државен буџет? Значи тоа се нелогичности. Ги декомпонираат националните институции со тоа што ставаат нестручни лица, буткаат некаков закон, значи ги укина титулите кои што се само титули. Значи немаат никакви финансиски импликации, само помагаат во културата културни амбасадори. Никаков буџет немаат тие луѓе по светов, а многу работа вршеа за посредување. За мене како национална институција да импровизирам, еве Симон Трпчевски треба да свири негде и културниот амбасадор таму што е негде ќе му го обезбеди тој клавир на кој што он сака. Или мене ќе ми помогне како театар комедија да направам меѓународно гостување и така натаму. Не постои титула културен амбасадор. При тоа не беа платени тие, ајде да речеш имаат импликации во буџетот. Ги укина националните пензии на културните работници. Укинаа титула национален уметник, со кој што не знам се закити од Милчо Манчевски преку Симон Трпчевски и така натаму и така натаму. Комплетно, значи како ја декомпонираат државата, паралелно оние декомпонираат и културата. Истото горе-доле се случува и со спортот, затоа што културата и спортот се амбасадори и се идентитет на еден народ. Но еве ние во Значи спорт Јанко мој, јас ако излезам како политичар да одам во Франција и да зборувам на македонски јазик, после 5 минути ќе си замине публиката. Како актер, на неколку пати, по 3 сата сум била на париските сцени и сум добивала овации. Французите кога аплаудираат со воодушевување, лупаат од под како уметник. Се прави еден голем геноцид на ниво на закон во културата. 2 години поред антикорупцијска ги посочува, им кажува, цитирам, дека без критериуми се делат буџетите и па цитирам, дека се вадат од ракав. И они продолжуваат со истото, без никакви критериуми делење на државни, на буџетски пари за проекти. Значи, сите пари кои што влегувале во национални институции се намалени по 30, по 50, некаде и повеќе посто, а при тоа се одлеваат пари за, дури ми е непријатно да кажам, значи, престана да се финансираат, не знам, еден фестивал, например, на античка драма, кој што има 10 години традиција, не се финансира. Джез фестивал не се финансира. Денови на македонска музика. Тоа е единствениот фестивал кој што третира домашни класични композитори. Го укина. Битол. Го укина, не, тука, во Скопје беше Денови на македонска музика, мислам. Значи, знаеш ли колку пари смешни добива, например, танец, на сметка на некои си други, вчера никнати, вчера оформени, да, фолклорни друштва, инџио, невладини, и така натаму и така натаму. Значи, тоа што реално се финансираше од фондови, УСД, МУСД и така натаму, сега тоа се става на државен буџет, на сметка на националните институции. После ти ми збориш зошто не работат културните национални институции. Ето затоа не работат. Затоа што некому очигледно му е во интерес да не работи. За утре може би да рече, па види се,
театрите не се отворени, ние ви дадовме изим, работете, вие не работите, па чуму да има, не знам, 23 национални театри. Ти има 2, другите локално под општина. Јас сум советник во општина град Скопје. Едно време, легов на почеток на нашата соработка, велеше, јас ќе го земам комедија под градска капа, ја ќе го земам, не знам, театар деца и младенци. Како фудбалскиот клуб Вардар. Тоа толку, точка. Значи, ќе ги затворат националните институции. Ако помине тој закон, ама јас, нашите пратеници се лавици таму и онака во тоа што имаме една пратеничка која што од културата дојдена и вака јавно сакам да ја поздравам госпоѓа Велика Стојкова Серафимова. Она, незин ресор е култура, нормално си се поделени пратениците по сектори, така како што јас како советник си го држам секторот култура, да речеме во Совет на град Скопје. Поднесени се амандмани, законот е блокиран и се надевам дека некои од и од другата страна, од шарените, од нивните поддржувачи, гласачи ќе сватат што всушност се случува. И нема тоа само мене да ме загрози. Тоа ќе ги загрози сите нив. Како водопад беше Јелена сега. Извини, Јанко. Не ми се извинувај, те разбирам потполно, затоа што очигледно лично те допира. Да, кажи ми една работа само. Ја вчера имав емисија посветена на 5 години шарена револуција. Кај мене во емисија се јавија двајца луѓе кои биле дел од шарената и се покаја за своето делување. Еден се јави и по име и по презиме на мој личен телефон. Се јавија повеќе луѓе кои беа повеќе партиски и така ја негираат и ги игнорирав. Но имаше луѓе кои велеа таа е добра, беше добра шарената револуција, страшна енергија, но таа се дисперзираше и ние сме тотално разочарени. Не беше шарената, значи имало луѓе идеалисти во целата работа кои на крајот на криштата се потполно разочарани од ова денеска. Кажи ми ти мене за Драмски. Драмски беше таму беа лицата на шарена револуција, предводниците, да. Твоите колеги од таму, тоа беа перјаниците. Да. Перјаници. Дали денеска, не зборам за оние што се учипени на хонорари и на листи, тие се и денеска, нели си ја бранат својата кауза. Еве сега излезе скандалот со 350.000 евра авторски договори, од кои што само 2-3% ги објавија имињата. Така 350.000 евра во време на пандемија, ти за авторски договори, за какви дела? Авторски договор подразбира дело, за да се велича владата и да се Што викаат твоите колеги? Уште ли наваат на маса дека е уште подобро? Јас имам еден колега кој што во студентски заедно завршивме, заедно студиравме, природно, значи поради различните политички определби се разделивме. Тој беше едно време и директор на Драмски театар, прв во време на СДСМ, Сашо Тасевски. Тоа е еден човек кој што јавно се извини во етер за сите гадости што ги има кажано, за сите заблуди во кои што верувал и така натаму. Немој да ме сватиш погрешно, Јанко, меѓутоа првен за мене тоа беше платена револуција. Ние точно знаеме колку хонорари зима секој за да излезе и да шлакне еден кондом со боја по институциите кои што се правени од нас, од сите, од даночните обврзници. Тие истите маваа со бекатон по нашата полиција. Тие истите палеа, жареа, тоа беше дивјачко, значи со устав ни е загарантирано правото на протест и на демонстрација, меѓутоа не ти е загарантирано со устав да ти вандализираш општествено јавно добро. Го траеше тоа, сите знаеме колку траеше. Мене ми е убаво би било и морам да кажам дека и убаво ми доаѓа кога ќе прочитам некој дека се освестил и така натаму, меѓутоа не можам, ќе излажам ако не ти кажам дека голема пизма имам спрема тие луѓе. Оти тие луѓе со нивна помош дојдовме до ова дереч. Дојдовме до ова НС. Со нивна помош овие владеат, овие некадарни, овие нелуѓе, овие така ниедна мерка не спроведува, луѓе умираат. Значи они се значи дури во еден момент идеологот на таа шарена револуција и финансиерот, он дури прв некако зема да се оградува од сето тоа и да зборува против премиерот и да зборува против оваа влада и сега што? Да, сега што ќе си ги переме рацете? Главен финансиер беше, главен режисер. Па на тој наш факултет ја имав сознание дека таму се полнат со боја кондомите, дека тука се режираат, дека добиваат, Боже Господе Јанко, добиле за перформанс дебели хонорари, мене ми влегува на сред представа нели сестрата шарена револуција на сцена, ми се качува, ми демонстрира, нормално не ја прекинав представата, напротив, ја изиграв до крај. И сега одеднашка
Ма кај гледаат тие луѓе? Што мислеа? Дека ние кога зборуваме ги браниме криминалите на Груевски? Еве, поминаат 4-5 години. Кај се криминалите на Груевски? Сем она на М, у кое што уште се вози ЗЗ. Така? Кои криминали? Кои пари? Се она што го збореше по митинзи, јас сум имала чест и задоволство да ги модерирам сите изборни процеси наназад. И на господинот Груевски, и сега на господинот Мицкоски. Пена му фаќаш уста на господинот Груевски. Ќе го сменат името. Ќе воведат двојазичност на територија на цела Македонија. Идентитетот ќе ни го загрозат, и јазикот ќе ни го загрозат. Се што кажа се исполни. Само сега ги чекам, од имаше едно предвидување, тоа е нормален некаков логичен след на неста, природно да се дојде Западна Македонија, своја полиција, своји лични карти, една федерализација и сега каде беа тие луѓе? Кому поверуваа? Вашите сопартици Толку беа гневни на ВМРО. Што гостува овдека предвидува дека оваа власт брзо ќе падне и дека после овие афери со последниве афери со пасошите дека ќе имаме предвремени избори. Ти дали го делиш тоа мислење дека ќе имаме таков политичко потресување? Јас следејќи го со колку мака, труд, со колку не знам ни дали точен зборот мака и труд. Со колку све дојдоа на власт. Со колнење во деца, во жици, во све, па се поплукаа дека предвремени, не знам дали ќе дадат. Мислам дека така ние треба почнеме по улици да умираме луѓе, нешто не знам, уште порадикално од ова, за да дадат предвремени. Нешто што јас мислам дека може да се случи, ако на вистина така се обедини опозицијата, да се направи една експертска влада. Значи да се тргнат политичарите, и левите и десните. Да дојдат експерти, експерт за економија да биде премиер, експерт за образование да биде така, не некој таму дојден од невладен сектор со харикири ни влага тука, така влезе во труд и социјала, така сега во образование. Мислам, предметот историја, кој што е основна наука за сите наука ќе ја крстам. За се понатаму во животот ти го ниште и така натаму и така натаму. Мислам дека поиздржливо е да се верува во некоја експертска влада, сепак парламентарните се за од сега, значи локалните ако ни се во октомври, уште година и пол, така, и се парламентарните. До тогаш пологично ми, јас не, дај Боже да дадат, меѓутоа кога? Ајде направи си ретроспектива кога биле СДСМ на власт, дале предвремени избори. За разлика од ВМРО, еден мандат не истеравме, на 2 години ние им дававме избори. Сметате ли дека е дојдено време и дека ВМРО може да победи на следниве избори? Јас Еве за локалниве. Вака, Јанко. ВМРО има кадри. Јас тоа го гледам и го препознам. Јас Не, сум... јас зборам за рейтинзи, зборам за волја кај народот, зборам за расположение. Јас сум човек кој што сум на терен, јас сум постојано меѓу граѓани. Од различни позиции. Дали од позиција на членка на Унијата на жени, дали позиција член на Централен на ВМРО, дали од позиција на обичен граѓанин, јас сум меѓу луѓето, јас сум тактилна, јас сакам со секого да поразговарам. Незадоволството е огромно од оваа владеечка структура и на локална и на извршно ниво. Меѓутоа, и стравот е многу голем. Канвас, удба, системите на владење со притисок, со заплашување, со уцени, со ти не знаеш под каков мобинг се луѓето, под каков, особено жените, кои што на некој начин се декларирани, па например дека се припаднички симпатизери на ВМРО ДПМН. Оваа влада го менаџира народот со многу репресија. А дојдоа со флоскула слобода и стоп за режимот. Позади параванот, секој си заокружува така што сака и како сака. Како вика денеска, диктаторот го сменија, но режимот остана. Така. Мада јас не мислам дека ние живеевме во режим, напротив, живеевме во една огромна слобода и демократија, за разлика од ова сега. Од еден пример ти кажувам, јас како директор на комедија, никогаш не сум прашала во која партија е некој мој колега што ми гостувал. Значи, гостувале и леви, и десни, и зелени, секакви. А денеска прашуваат? Па како јас не играм 4 години, и ниеден од тие колеги не се запраша, чекајте бе, Јелена, дајте да ја даjem една улога, бе, греоте у најзрели години. Така, јас 2018 направив 25 години професионален стаж и не застанав на сцена. Најдно за еден уметник е да каже, дајте му греоте. Така, не, добро, него каде е женава, на крајот на криштата, дај да си ја заработам платата, бе, Јанко. Подобро да не играш одо што за греота да ти дадат. За греота не е проблем, јас можам и улога на слугинка да изиграм, исто со големина како и Лејди Макбет што можам да изиграм. Не е проблем за мене. На сцената нема големи и мали улоги. Што ти остана неодиграно? Што ти е сонот да го одиграш?
Немам јас, никогаш не сум имала некакви. Мојата палета е голема, све можам да играм јас, али некоја добра класика, некоја Електра би сбрчила. Електра. Филм? Филм, не знам, видиш, не се консултирав дали смеам да кажам, ама ете, минатата недела завршив со едно сладко, малечко снимање, ништо големо, ништо претенциозно. По сценарио и текст на еден наш прекрасен режисер. Текстот беше пред 12 години играв истата улога, отварање на мала сцена во Драмски театар, сега го преточил во сценарио. Мојот дел е околу 50 минути, ете во етер со колегата Дејан Лилич, така и он горе-доле во слична ситуација ко мене, затоа што и он бил трет ешалон на груевисти. И се опробавме една нова форма на снимање и беше многу напорна, од друга страна многу мотивирачко. Наслов? Кино љубов. 50 минути. Јани Бојаджи? Да. Па го знам проектот. 50 минути во еден кадар, Јанко. Нема стоп, крупен, америкен, така, не. Театарска представа. Почнува, штрак и завршуваш после 50 минути, камерата ти е партнер. И тоа е огромен предизвик за дуодрама. Значи, Ако вади, нека го фати тахикардија Јаница. Јас мислам дека како се чука тоа, текнувам, мислам дека така тоа делче што ние го снимивме со голема љубов го сработивме, многу пробавме како за театарска представа, скоро 2 месеци, секој ден проби, нема зезање, пошто сме профи сите тројца. И многу ми врати надеж тоа. Ти благодарам многу за себе ова. Се надевам дека повторно ќе се видиме, се надевам дека и Шилегов на твојата джентлменска и моја официјална покана дека ќе се одзве, затоа што темите за градот сакам да продолжат. Па и треба да продолжат, пред локални избори сме. И секако дека е убаво да се слушнат двете страни. Ќе се кандидираш? За културната шеф во Јужна Афричка република. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Елена, ти благодарам на ова шармантно интервју. Вие актерите секогаш сте навистина предизвик и за политика и за се на еден многу пооригинален начин ги пренесувате работите и мене ми беше задоволство. И мене исто. Поздрав. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.